Вештачката интелигенција е врвна технологија што ги преобликува индустриите ширум светот. Од здравство до финансии, влијанието на вештачката интелигенција е огромно. Македонецот Ристо Трајанов е инженер на податоци. Во моментов преку Фулбрајт програмата е на магистарски студии на Универзитетот Рајс во Хјустон, Тексас. За Гласот на Америка вели дека вештачката интелигенција представува закана за луѓето кои што ќе одбијат да ја користат оваа технологија. Денеска често вештачката интелигенција е синоним на новите големи јазични модели како ChatGPT. И секако дека оваа нова технологија ќе автоматизира многу процеси кои денеска се прават мануелно, но со тоа ќе се подобри економијата и ќе се отворат нови работни позиции кои што ќе ги надополнат овие останати кои што можеби ќе се изгубат. Но јас верувам дека оваа технологија на долг рок ќе произведе многу повеќе работни позиции, бидејќи ќе овозможи простор за нови иновации и нови проекти кои што ќе ја подобрат економијата. Иако многумина веруваат дека вештачката интелигенција ќе ги замени програмерите, Трајанов смета дека е потребно многу време за таа да представува реална закана во овој поглед. Кои луѓе сметаат дека оваа технологија ќе ја превземе работата на програмерите, но јас сметам дека оваа технологија само ќе ги елиминира тие задачи што програмерите ги прават репетитивно или повеќе пати во денот, но не се суштински за главната цел на програмата. Обичните луѓе што се малце поотстранети од технологијата, можам да кажам дека новата технологија гледаат со мал страв, бидејќи може да се смета дека размислува и се однесува како човечка интелигенција, но сметам дека сме многу далеку и има уште многу време да помине за да стигнеме до тој момент каде што вештачката интелигенција представува некоја закана. Вештачката интелигенција игра се поважна улога во изборните процеси ширум светот. Освен за анализа на податоците за гласачите, таа се користи и за борба против дезинформација и обезбедување на изборната инфраструктура. Трајанов вели дека низ годините технологијата се користела за да се добие предност на избори, но користењето на вештачката интелигенција денес влегува во неетички води. Во примери во иднината можам да земам пример од Индија, каде пред 10 години луѓе користи холограм за да го емитува својот говор на поголеми маси. Но денеска гледаме една малку неетичко користење на оваа технологија, каде што се генерираат така наречени вештачки аудио и видео материјали. Конкретно сега тие се експлицитни слики или аудио и видео материјали од познати личности кои што представуваат загрозување на тој имидж што го има таа јавна личност или тој политичар. Исто така има многу случаеви каде што лажно се генерираат некои видео материјали за да се направи конфузија пред време на избори. Поддржувачите тврдат дека вештачката интелигенција има потенцијал да го подобри животот на луѓето, да го поттикне економскиот раст и да се справи со некои од најитните предизвици во светот. Противниците пак бараат воздржување од употребата на вештачката интелигенција додека не се создаде соодветна регулатива што ќе елиминира злоупотреби.